Последните информации кои што јас ги имам е дека интересот е навистина голем, дека особено по електронски пат имате голем број на пријави, тука се и не изостануваат ниту дамите, ниту девојките по нежниот пол, апсолутно се нафаќаат на овој предизвик. Кога веќе зборуваме за подготовките, кажете ми, она што е познато за вакви професии е дека тестирањата се навистина ригорозни, односно не може секој да биде пилот. Токму тоа би сакал да го потенцирам, значи ова е една од ретките професии каде што успехот исклучиво зависи и единствено зависи од личните квалитети. И токму затоа тестирањата се строги. Тестирањата се состојат од проверки на земја и проверки во воздух. Условно речено можат да се поделат на две фази. Проверките на земја во нашиот случај би опфаќале проверки на знаење на англиски јазик, општообразовен тест, интервју и општ медицински преглед. Понатаму, после завршувањето на тестирањето по англиски јазик, се преминува на така наречениот ground screening или проверки на земја кои што го вршат експерти од странство. И токму заради тоа е исклучена било каква можност за интервенирање за било кој кандидат. После ground screeningот, кој што се состои од проверка на кандидатите преку утврдување на психолошки профил на секој кандидат, утврдување на нивото на мотивација, утврдување на нивото на општа интелигенција, понатаму интелигенција просторна и интелигенција нумеричка. Доколку ги задоволат и тие критериуми, се преминува на селекција во воздух. Селекцијата во воздух се извршува на акробатски авиони од типот Zlin 242L, со кој што располага Центарот за обука. Се состои од 10 летови. После првите 5 летови се врши првичната селекција. Оние кандидати кои што успеваат да ја поминат првичната селекција продолжуваат понатаму. Би сакал да нагласам дека селекцијата во воздух нема за цел да научат кандидатите да летаат, туку само да се утврди нивниот став, нивното однесување во воздушниот простор со сите оние специфики кои што ги носи со себе летањето. Така, МВР со избраните кандидати ќе склучи договор за вработување и обука за пилоти во трајање од 19 месеци. Така е, значи со оние кандидати, 12 кандидати кои што ќе бидат избрани, МВР склучува договор за обука. Обуката би траела 19 месеци и се спроведува во Центарот за обука на пилоти. МВР во рамките на своите можности, кадровски потенцијали, технички досега спроведувала обуки за персонал, меѓутоа никогаш не сме спроведувале обука за персонал со нула искуство. Во овој случај ние бараме персонал со нула искуство, пред се млади луѓе, мотивирани, кои што би биле понатаму упатени врз основа на договор за обука во Центарот за обука на пилоти. Обуката би траела околу 19 месеци, нормално тоа зависи и од метеоролошките услови, посебно делот на практичната обука, и повторно можеме да ја поделиме обуката на три фази. Првата фаза е обука на земја или ground school, втората фаза е основна обука во воздух и третата фаза е напредна обука во воздух. Ground schoolот, односно обуката на земја, се состои од изучување на теоретски предмети поврзани со авиацијата, како што се принципи на летање, аеродинамика, конструкција на хеликоптери, воздухопловни мотори, тактика на употреба на хеликоптери, воздухопловна метеорологија и така натаму. Има еден цел сет кој што треба да се изучи. Тоа не е многу тешко, значи не треба да се обесхрабруваат младите луѓе. Основната обука во летање се извршува на хеликоптер Bell 206, американско производство. Се состои од првично научување да се полетува и да се слетува, па понатаму навигацијски летови, летови во група, летање ноќе и летови под покривач, односно под симулирани инструментални метеоролошки услови. Напредната обука веќе е нешто кое што навистина го крева адреналинот на високо ниво. Се работи за обучување на кандидатите за летање во сложени метеоролошки услови ноќе со употреба на опрема за визуализација ноќе, односно така наречените NVG Night Vision Goggles. Кој ќе врши оваа обука? Обуката ја вршат во Центарот за обука, има комбиниран персонал, инструктори од Израел и инструктори од Македонија. Високо квалификуван персонал со огромно искуство, особено инструкторите од Израел. Така, еве сега овде имаме можност да погледнеме и инсерти, тоа е дел од прилогот на колешката Петрушевска од информативната редакција. Кажете ми, гледаме мапи, го гледаме и хеликоптерот, колку е потребно пилотот да ја познава и механиката на хеликоптерот, на самото летало? Значи, пилотот и хеликоптерот и леталото се еден систем. Мора да се познава до детали хеликоптерот, леталото, за да може успешно да се изврши секоја поставена задача.
особено тоа се изучува во делот на редовни постапки, вонредни постапки и постапки во нужда. Значи тоа се работи кои што мора да се знаат напамет во авиацијата. Секогаш е мултикру во Министерството за внатрешни работи, значи летаат двајца пилоти, доколку има потреба се консултира и чек-листата, доколку дојде до таква потреба. Мојсовски, вие и самиот сте пилот. Што значи ова за вас, но и за предизвикот? Нешто повеќе за предизвикот на вашата професија? Па, професијата сама по себе е голем предизвик. Значи, да се биде пилот, значи да се биде пред се високо мотивиран, како што напоменав, да се биде исполнителен, да се биде дисциплиниран во извршувањето на задачите, да се биде прецизен, со еден збор да се биде високо професионален. Како што секоја професија си има одредени стандарди, така и летањето има стандарди, меѓутоа непочитувањето на стандардите во летањето значи загрозување на безбедноста, а загрозувањето на безбедноста предизвикува несакани последици. Кога зборуваме за изборот на професиите, некои луѓе кои што навистина си ја сакаат својата професија, ќе речат оти одсекогаш знаеле дека сакаат да бидат тоа. Дали вие одсекогаш знаевте дека сакате да бидете пилот? Јас секогаш на летањето му надоврзувам една филозофска димензија. Значи, според мене летањето значи да се биде слободен во филозофска смисла на значење на зборот слобода. Бидејќи летањето овозможува да избегаме и од онаа сила која што секогаш не држи на земјата, гравитацијата. Ние ја победуваме дури и таа сила и се чувствуваме слободни како птица. Затоа и нашиот народ има една изрека да бидеш слободен како птица. Токму затоа ги мотивирам и испреќам порака до сите млади луѓе во Македонија кои што можеби се уште се двоумат дали да поднесат апликација или не, да не се двоумат, да си го слушаат она внатрешното чувство, да ја поднесат апликацијата, бидејќи како што реков, успехот исклучиво зависи од нивните лични квалитети. Сега гледаме дека се работи за хеликоптер како летало. Колку е тој различен од авионите во смисол на управување, каков е предизвикот, дали е можеби потешко, треба да се внимава повеќе на повеќе аспекти при управувањето? Има одредени специфичности во управувањето со хеликоптерот, нормално е дека постојат разлики. Јас сум летал и авиони, сум летал и хеликоптери, сум летал и борбени авиони и цивилни авиони и можам да ви кажам дека летањето хеликоптер е многу потешко во смисол на техника на пилотирање. Зошто? Затоа што диапазонот, спектарот на задачите кои што се извршуваат со хеликоптер е многу поголем од спектарот на задачи кои што се извршуваат со авион. Авионот слетува секогаш на подготвени полетно-слетни патеки, додека хеликоптерот слетува на неподготвени терени, затоа е и наменет пред се, на непристапни терени, лебди, значи посебна техника на пилотирање во лебдење, извлекување на повредени, носење на подвесен товар, гаснење на пожари, значи многу широк спектар на задачи кои што се извршуваат со хеликоптер, а за секоја таква задача па потребна е посебна обука за да биде пилотот способен успешно да ја извршува. Сега зборуваме за обуките. Колку е дозволено откажувањето на половина пат, односно дали има случаеви кога кандидатите едноставно не може да го издржат предизвикот? Во поглед на совладување на техниките, бидејќи претпоставам дека оди паралелно и градењето на улогата на пилот, меѓутоа значи познавањето, но и познавањето на механиката на самото лето. Значи, токму затоа јас го потенцирав факторот мотивација. И токму затоа еден тим стручњаци пред се составен од психолози го испитува нивото на мотивација на секој кандидат. Зошто? Затоа што обуката е многу скапа и не би било економично во текот на обуката некој да се откажува од обуката. Со испитана мотивација, научно докажана, многу мал е бројот на оние кои што се откажуваат. Значи мотивацијата, посебно кај младите луѓе, ги тера да одат напред. Зошто? Затоа што па секоја фаза од обуката представува посебен предизвик. И токму затоа оваа професија е исклучиво за оние кои што сакаат предизвици. Како да се ги препознаат аспектите во карактерот кои што се поврзани со пилотирањето, сите оние кандидати кои се заинтересирани? Па вие убаво рековте, значи желбата за оваа професија се јавува уште од најмала возраст. Јас се уште не сум сретнал некое дете кое што дури и моите деца сега кога би ги прашал што сакаат, тие ми викаат сакаме да бидеме пилоти. Ако секој си го слуша детето во себе и ако си го следи сонот од детството, ќе успее. Значи тоа би била мојата порака. Кратко и јасно. Каде можат заинтересираните кандидати да ги добијат потребните информации и до кога трае конкурсот? Значи информациите можат да се добијат во сите полициски станици низ градовите во Македонија, меѓутоа јас сите млади луѓе користат интернет, би ги
упатил на веб страната на Министерството за внатрешни работи www.moi.gov.mk, таму има детални информации во врска со конкурсот. Поставена и електронска апликација, значи може да се аплицира по електронски пат, што и го препорачувам на кандидатите. Оставаат контакт, телефон и имейл адреса, понатаму ние комуницираме со нив, ги известуваме за примената апликација и за сите натамошни постапки кои што следат во текот на конкурсната постапка. Сега, јас нешто споменав на почетокот, дека е последните информации говорат дека е навистина зголемен интересот за конкурирање. Дали може би ги имате податоците најнови? Податоците ми се од вчера од 15 часот, имавме 184 кандидати пријавени, од нив 14 беа од женски пол. Повторно ги охрабрувам оние кои што се премислуваат, знам дека има многу млади луѓе кои што подлегнуваат под влијание на околината, па некој ги колеба, некој им вели дека немаат шанси. Сите имаат шанси кои што имаат желба. Значи, не се двоумете, аплицирајте. Така. Ви благодарам и посакувам успех да ги изберете најспособните кандидати кои што достоинствено ќе ја представуваат и ќе работат, се разбира, во вашите единици. Ви благодарам на поканата.